Добро вечер. Во сенка на конфликтот во Украина и трескавичното барање на одговори, какви ќе бидат последиците и како ќе се справуваме со хроничниот недостаток на енергенси, доколку Русија повлече по драконски потези. Сите се обидуваме во тој страв да бидеме помалку и аналитичари, затоа што секој од нас чувствува колку и да е далеко од таа жестока граница на Украина, последиците ќе стигнат до сите. 22 март е светскиот ден на водите. Оваа војна некои велат дека ќе прерасне во трета светска војна, така барем предупредува претседателот на Украина Зеленски. Но веќе далеку подолг период, може би таа перманентна тивка трета светска војна се одигрува за клучниот ресурс без кој на земјата живот нема. 2,2 милиарди од жителите на оваа планета чувствуваат повремен недостиг на вода или перманентен недостиг на вода. Начинот на кој што се справува човештвото со овој проблем на водниот ресурс предпоставува дека до 2050 година таа бројка ќе се подигне на околу 50% од светската популација кои ќе живеат во ризик за вода. Ќе биде тоа вистинска војна во која нема да се пребројуваат стелтовите, уште помалку ќе се пребројуваат запалените тенкови. Ќе биде тоа тивка смрт на планетата за која ќе биде одговорен човекот, тој и само тој. Дали Македонија поради исклучително добриот воден ресурс всушност се однесува крајно комотно и дури овој ден, 22 март, го одбележуваме со понекоја конференција на невладините организации и малку пораки од званичниците дека се е во ред. Навистина поседуваме воден потенцијал, подземните води гарантираат дека околу 12 милиони жители би можеле да живеат, тоа е 6 пати повеќе од тоа што поседува Македонија. Но опасностите не се од квантитетот. Начинот на кој, меѓу другото, и ние се однесуваме кон овој ресурс, не доближува до ризичното прашање, што е со квалитетот на подземните води. Успеваме да видиме преку нашите реки и други водни тела што се случува на земјата. Ни тоа не вразумува дека тоа е последица на нашата неодговорност. Што се случува и под земјата? Што се случува со подземните води? Каков е нивниот одговор на тоа насилство што и го правиме на природата? Добар дел од проблемите се историско наследство. На некој друг период на индустриализација кој немал особено мерка или чувство за тоа што е еколошка заштита и што е одговорно управување со ресурсите. Но за волја на вистината, ова повеќе партиска демократија и плурализам постојано само пишуваат некакви програми, акцијски планови, стратегии, површни, дневни одговори на прашањата, но никогаш доволно длабоко за бајпас на проблемите кои ќе значат трајно решение на некои загрозувачки точки мапирани во скоро сите извештаи, не само на домашните експерти, туку и на меѓународната јавност. На крајот, ако можеме во нешто да прокнижиме резултат или сознание, најчесто доаѓа со пари од меѓународните фондови, од странските влади, а помалку грижа од домашните институции на кои тоа треба да им биде првична задача. Затоа вечерва овдека нема никој од институциите кои што би сакале да се пофалат колку всушност стратегии и планови имаат напишано. Во неделата на одбележување на Светскиот ден на водите, мои гости во студиото се тројца експерти кои меѓу другото имаат пишувано добар дел од студиите кои предупредуваат што всушност ни се случува. Добро вечер и велам на Златко Илиевски, Васко Стојов од Управата за хидрометеоролошки работи, дел од надлежностите околу ова зашто сакаме да зборуваме вечерва се кај вас. Златко Илиевски, добро вечер, Градежен институт Македонија. Имате работени и проекти за кои можеме да речеме што приденале, но многу повеќе за алармот кој континуирано преку студии го правите за
опасностите кои може да бидат девастирачки за исклучително важните ресурси, како што е, да речеме, Скопската котлина или првенствено Рашче во смисла на опасност поради незавршувањето на некои од проблемите. Добро вечер. Добро вечер. И Златко Левков, добро вечер, професор и за вас, Природно-математички факултет, Институт за биологија. Значи имаме хидролог, биолог, имаме геолог, предпоставам би можеле уште и хемичар и тоа би била некаквата екипа што може компетентно да зборува на овие теми. Јас предлагам прво да ги видиме паузата за реклами, па да имаме чист терен да направиме една организирана дебата. Господин Илиевски, урбано планирање, индустрија, земјоделие преку пестицидите кои што се користат, фрлање на отпад, климатски промени, неодговорно трошење на ресурсите, застарените водоводни системи, неспоредливо можеби за некакви организирани земји, имаат загуба помеѓу 40 и 70% од водата која би требала да стигне до домакинствата, кои на некој начин не прави институционални злосторници, ако зборуваме дека ова е нешто што се помалку ќе го имаме. Но тоа задоволство или чувство на сигурност дека ова не е елементот по кој Македонија ќе биде загрозена, имаме доволно водни ресурси, колку за вас фактот дека толку многу се разликуваат двете половини на Македонија? Западна која поседува скоро се, источна, еве ако проверував над 100 литри во секунда извор, нема ниту еден кој што е во источна Македонија, а од тоа што вие опишувате како невралгични точки ги обележувате Полошкиот и Скопскиот регион, меѓу другото како најбогати со подземни води, но и како најпорозни по ризик од загадување. Што е добриот почеток на приказната ако одбиеме да се лажеме дека се е во ред и перспективно секогаш ќе биде во ред? Најнапред би сакал да дадам кратко дополнување или објаснување на одредени факти што ги изнесовте вие, поврзано со количините на вода кои располага Македонија. Општа констатација, општа состојба е дека општо во светот подземните па и површинските води покажуваат голема неравномерност во нивниот распоред. Како на пример, ако оцениме состојбата каде е Македонија по богатство, дали е богата или умерено богата со води во однос на другите земји, заклучокот е дека ние сме во некоја категорија на умерена до средна задоволителност со водниот ресурс. Македонија располага со воден ресурс од околу 2600 метри кубни годишно по жител. Сега, за да гледачите и вие стекнете впечаток што тоа значи, ќе направиме некои споредби со други земји. Например, најсиромашната земја со воден ресурс е Бахрейн, која располага со 3 метри кубни вода годишно по жител. Дел од земјите на Блискиот Исток располагаат со помалку од 50 метри кубни годишно по жител. Србија, например, располага над 1000 метри кубни по жител годишно. Хрватска, Босна, Словенија околу 8000 до 9000 метри кубни годишно по жител, значи тоа е околу 3,5-4 пати повеќе од нас. За споредба, Норвешка располага со 77.000 метри кубни вода по жител. Добро. Значи, еве, ние сме некаква, како се вели, коректна бројка која треба да не прави сигурни. Што е тоа што не сме да не прави лабави и толерантни во еден однос во кој безмалку, како да не се случило ужасно историско наследство од начин на менаџирање на индустријски капацитети, кон кои подосна не сме се осврнале во некакво санирање, дека ги читав студиите, дека сметате дека повеќе не може да функционира приказната за Југохром, еден тендер, втор тендер, правиме пречистителна станица, се обидуваме да се вртиме во круг, кога тоа е најопасната потенцијална точка која го загрозува опстанокот на
Рашче. Можно ли да споредуваме дека операцијата за чистење на таа депонија е толку многу скапа, што и да значи тоа, не може да биде поскапо од опасноста на клучниот извор за Скопје за снабдување со вода, тоа е 1/3 од населението во Македонија. Општа констатација, ако направиме некаква споредба на квалитетот на подземните води, бидејќи тоа е повисоко ниво на моја експертиза, квалитетот на подземните води во Македонија споредено со квалитет на подземни води во некои други европски земји. Ние треба да бидеме задоволни со состојбата на квалитетот на подземните води, затоа што еве во една студија што ја правевме последно за испитување на квалитет на подземни води во Скопскиот регион, каде што беа направени преку 100 анализи, констатација е дека 85 до 90% од подземните води ги задоволуваат параметрите како вода за пиење. Исто така, изворот Рашче ги задоволува сите параметри како вода за пиење и водата е под постојан надзор и контрола на современа лабораторија од градот Скопје и истата е употреблива и јас лично ја препорачувам како вода за пиење за секојдневна потреба. И тоа е некоја состојба која може да оценеме дека е добра. Но имаме сериозни ризици, сериозни притисоци на многу места, значи притисоци кои во блиско, во догледно време можат да направат големи негативни и штетни влијанија на квалитетот на подземните води. Например, депонијата Југохром, депонијата Вардариште, отпадот во Охис, многу други нерегуларни депонии, непрочистените отпадни води од градот Скопје и така натака. Значи, сега е момент кога треба да се направат акции, активности кои одат во превентивна насока. Затоа што ако се случи состојба на загадување на подземна вода, нејзината ремедијација и нејзиното прочистување представува страшно сложен, комплексен, скап и многу пати невозможен процес за реализација. Имаме состојба со загаден воздух во градот Скопје, го имаме неколку месеци, ќе дувне ветар, ќе го снема, ќе се исчисти воздухот. Меѓутоа, ако дојдеме до ситуација, не дај Боже, да се загадат подземните води кои го прихрануваат изворот Рашче, неговата ремедијација и прочистување може да стане долг и невозможен процес. Затоа е сега момент кога не можам да речем дека е последен момент, но погоден момент кога целата таа акција за превземање на мерки треба да се стави на повисоко ниво и да се превземат конкретни мерки за елиминирање на тие сериозни притисоци кои можат негативно да влијаат на квалитетот. Јас го преформулирам ова во да се превземат конкретни мерки. Знам дека половина мислат дека е тоа пак некакви планови, програми на институциите, план за управување со ова измена во законот 1, 2, 3. Разбирам дека повикувате на акција која поедноставено значи потрошете сериозни пари од овој буџет сега, затоа што ако проблемот стане сериозен, нема да ви биде доволен и целиот буџет кој што го имаме на располагање, затоа што тогаш состојбата тешко се враќа во првобитна состојба. Ми се чини дека некаде прочитав дека велите дека тогаш можеби ќе ни требаат и 50 години упорен мониторинг, за да дојдеме до некаква сигурност дека сме успеале да се вратиме во пристојност. Мониторинг, господине Стојов, вас ви припаѓа меѓу другото обврската како институција да правите мониторинг. Зошто експертите сметаат дека тоа мора да биде потемелен, пофреквентен процес, а не периодично и уште помалку не за потребите на институцијата, туку дека мониторинг на начин на кој што зборуваат експертите мора да биде многу поскапа, организирана и темелна акција, ако сакаме од неа да собереме податоци кои не упатуваат на заклучок што ни предстои во иднина. Па вака, мониторинг значи да се мониторира нешто и да се создадат податоци кои некому ќе служат. Наша институција, Управата за хидрометеоролошки работи, не ги собира тие податоци за нас, него за државата, за народот, за да можат тие податоци да ги користат.
За жал, тој мониторинг моментално не е доволен за да се задоволат сите потреби, значи сите заинтересирани страни да ги добијат сите тие информации. Меѓутоа се обидуваме да држиме чекор со светот, како со технологија, така и со начин на мерење, инструменти, но за жал државата не помага доволно за да може тој чекор да биде нормален. Ние добиваме средства за модернизација преку разни проекти и им благодарам на луѓето што работат на тие проекти, што наоѓаат секако средства за да ни помогнат во тој дел. Меѓутоа, се уште сме далеку да направиме некој мониторинг кој ќе биде задоволителен за сите. Да речеме, конкретно луѓето од компаниите што сакаат да произведуваат проекти, сакаат да донесат некој бенефит во државата, сакаат да изградат хидротехнички објекти или било какви објекти, за да го направат тоа, потребен им е еден основен податок, а тоа е до кое ниво оди нивото на водата, ако градат близу до некоја река, кое е нивото на подземната вода, доколку територијата страда со подземни води, и нормално тука се и врнежите да се знаат колку врнежи се очекува да падне на таа територија. Сето тоа треба да биде обезбедено за целата територија, но за жал ние не успеваме да постигнеме. Успеваме да речеме од 110 хидролошки станици да покриеме 60-тина и велиме дека можеме да излеземе со некој основен податок. Меѓутоа, за жал, од 2010 навака нашиот мониторинг страда за тоа што како одат луѓето во пензија, немаме кадар, немаме доволен буџет за да се одржуваат тие теренски активности, за да се одржуваат станиците во минатото, да речеме, кога во Управата за хидрометеоролошки работи работеа 30 на хидролози, од кои 10 беа инженери, сега сме само 20 инженери и 10 на техничари, што за жал не е доволно за да се покрие целата држава со еден нормален мониторинг кој ќе овозможи добар податок за секој заинтересиран во државата. Ако бидам безобразна, речам нека сигурно во кабинетот, можеби на претходниот премиер, имало место за двајца кои би требале да комуницираат медиуми на темата хидрологија, но не и на вистинското место луѓе кои што би требало да си ја работат својата работа. Тоа е тој наш лош распоред или приоритизирање, ама очигледно немаме се уште сила да направиме чекор повеќе. Професоре Левков, можев да избирам од природно-математичкиот факултет и да речам добро еве. Важно ми е каков ќе биде вокабуларот, не сакам некој кој е бучен и за кој што некој од колегите речат, ама знае тој понекогаш да ги естрадизира темите, за да може би направи добар резултат, да предизвика внимание, ама и кога сте отишле дотаму да ни кажете дека Преспанското езеро за вас е звезда во умирање, со кое е завршено, еве дури да било естрано, дури да било обид или вресок на еден научник да го сврти вниманието околу темата, разбирате дека повторно нема фокус околу темата? Апсолутно. Прво, нема да се согласам дека тоа некој естрада, туку напротив, тоа се базира на одредени научни сознанија. Кој што ние го гледаме дека Преспанското езеро умира, буквално умира пред нашите очи. Тоа не го велиме како класично дојранско сценарио, нешто што се случуваше со Дојранското езеро во 80-тите години, што почнува како 85-6 година, па до крајот на минатиот милениум, односно век, истите симптоми се сретнуваат во Преспанското езеро. Треба да се има предвид дека во Преспанското езеро уште 95 година беше утврдено анаеробни услови со недостаток на кислород на дното на езерото. Тоа значи дека оние животински организми кои што сите дишат кислород, тие не би можеле да обстанат. Проблемот е тоа што тој период, тоа беше инцидент од 95 година. Денеска, должината на анаеробните услови во Преспанското езеро се продолжува. Тоа се вика
магична спирала. Кога еднаш веќе ќе започне тој процес на изумирање, иде секојдневно се побрзо и побрзо. Инаку, Преспанското езеро, баш тоа моментално го дискутираме, се смета за едно од најзначајните водени екосистеми во светски рамки. Значи, не збориме за Македонија, не збориме за Европа, не збориме за на планетава Земја. Преспанското езеро се смета за еден од центрите на биолошката разновидност. Ме изненади, читајќи ги вашите студии, објавени во релевантни меѓународни списанија, читајќи ваши цитати и наводи и за колеги овде од Македонија кои пред вас дури работеле на овие проекти, за некој кој што живее овде, беше потполно нејасно дека во мојата глава не постои приказната дека всушност тоа бисерче Преспанското езеро е можеби прамајката на оваа наша голема радост, што го нарекуваме Охридско езеро. И дека всушност тој свет толку многу вреден за светот, всушност само нашол прибежиште во поголемата водна маса, како посигурна, за која вие тврдите дека тоа што му се случи на Преспанското езеро 95-та, а можеби, како се вели, е на посмртна постела сега, можеме да го сметаме дека Охридското езеро е во фазата во која што Преспанското беше 95-та. Точно. Дали е тоа повишен тон со намера да алармирате или е последица на податоци кои ги видов во вашата студија и истражување дека тоа што можете да го соберете од Охридското езеро како доказ? Значи, ние работиме екзактна наука. Значи, кај нас постојат модели кои што кажуваат, ако состојбата е вака, ке се случи ова, ако состојбата е таква, се случи тоа. Значи, тоа се во биологијата, барем биолошките механизми се јасно дефинирани. Реакцијата на Охридското езеро, предпоставката е дека, или пресметките се, моделите укажуваат дека збориме за 2031 година, тоа збориме за 9 години од сега. Че не збориме за 9 века, 9 милиони години и така натаму. Не збориме за 9 години. Има биолошка афектација како и Преспанското езеро. Анаеробни услови, со безкислородни услови во Охридското езеро може да се појават во првиот момент е 2031 година, тоа е за 9 години од сега. Тоа значи дека ако е тоа навистина така, ако тоа се случи, Охридското езеро кој изгуби епитетот во овој момент, кој има епитетот најзначаен воден екосистем во светот, не во Македонија, не во Европа, во светот. И ние имаме можност за 9 години да го изгубиме тоа. Добро. Еве да бидем малициозна. Некој следен градоначалник веројатно ќе вели добро, ако е тоа да вистина за 9 години, таман ќе добиеме само водена маса која не мораме да ја штитиме на ниеден начин. Ова е шанса за плажи, хотели, Лас Вегас, парапетчиња и се останато што веќе со години му наменуваме на Охрид. Ако е толку блиска смртта на ова што е вредност на Охридското езеро, секако водата нема да исчезне, тогаш ќе добиеме една голема бара во која еве можеме да правиме туризам. Вака, значи податоците дали странците кои ви ги даваат парите за проекти се всушност поблиску до таа дефиниција дека ова е светски бисер, оти не гледам логика зошто швајцарци и останати би финансирале во истражување на овие проекти. А да речеме, кога ќе се најде во опасност македонската влада, премиерот излаги 2021 вели и издвоивме по 40 милиони денари за Преспанското и за Охридското езеро. Ми се чини дека е навреда. Тоа е дефинитивно. Но, би сакал само уште еден пример да ви кажам. Значи, постојат научни студии кои што велат вака. Охридското езеро и Преспанското езеро не доживеале еколошки катастрофи во текот на своето постоење. Ние збориме за Охридско езеро за последните 2 милиони години, че внимавајте, сите езера во Европа се стари 10 до 12.000 години. Ние збориме за 2 милиони години. Старо езеро, кое не доживело никаква еколошка катастрофа. Отеднаш ниту пресушување, нити салинизација, нити значи било какви други проблеми. Доаѓа вулканска прашина од вулканите од Италија, предизвикуваат пореметување и во двете езера, и во Преспанското и во Охридското езеро. Периодот на враќање во нормала за Охридското езеро е 1000 години.
периодот за враќање во Преспанското езеро е 4000 години. Сега, ово што му се случува на Преспанското езеро, ово што му го правиме, тоа значи дека денеска да прекинеме, Преспанското езеро ќе се врати назад во некоја нормална состојба која што било пред индустриализација, еутрофикација, загадување и сите останати работи за 4000 години. Жалам, нашите податоци тоа го укажуваат. Може би депресивно, може би бомбастично, може би тоа ќе даде можност точно на одредени градоначалници, окей, што не можеме да го вратиме езерото, па дај зашто да се грижиме за него. Чекај да почекаме овој термин на значи, професор Левков и потоа да се препуштиме на водата. Се го сметаме како центарот, значи не само јас како биолог, значи збориме светската наука го третира како центарот на биодиверзитетот во светски рамки. Дали тоа градоначалникот или владата ќе го слушне и ќе го прифати дека сепак треба да биде заштитено, тоа веќе е сосема друго прашање. Кога ќе ги прашаме како тоа го правите, тргајќи ги настрана овие институционални проблеми на кои управата во која работи вашиот колега не може да ги прескокне, успевате да добиете меѓународни проекти, што би се рекло да останете во кондиција со науката и да обезбедите колку толку професионален, стабилен увид на состојбите. Зошто понекогаш ми се чини дека повеќе експертиза има во невладините организации, повеќе сериозност и грижа има во вашите институции кога работите на проекти, а на крајот тоа личи како галама за еден ден и потоа работите се враќаат во тој колосек во кој некој службеник ви вели дека се е под контрола. Зошто се невозможни тие 3 брзи чекори? Јасна математика. Дали ни требаат за потполно тргање на депонијата во Јегуневца, во која има 7000 тони 6-валентен хром. Има 340.000 тони, одгледав едно ваше интервју во кое пластично објаснувате дека тоа е, за да си разбереме сликовито, да ставиме камиони еден зад друг од границата во Гевгелија, да стигнеме до Скопје, да свртиме преку Тетово, Гостивар, Кичево, Демир Хисар и да стигнеме до Битола, толку долг би бил тој конвој, полн со 20 тонски цистерни, камиони и се останато. Ете, за толку зборуваме на едно место депонија од некогашниот Југохром. Дури да чини 40-50 милиони. Зошто нема чекор во кој кон оваа опасност се однесуваме одговорно, како што успеавме да тргнеме во некаков процес за линданот од Охис? Дали е можно 21 век кога очекуваме да преговараме со Европска Унија и стигнеме до некакво поглавје екологија, ние се уште да се спасуваме со бајпас рецепти како што е пречистителна станица, па ќе врти тоа водата од депонијата, па ќе ја враќаме од 6-валентен хром во 3-валентен, па ќе ја испуштаме во реката и некаде на крајот можеби овие ќе успеат во мониторинг да препознаат дека ако се случи барем една хаварија, тоа е дефинитивно проблем за подземните води. Прво да заклучам да констатирам дека од страна на државните институции, од страна на град Скопје, од страна на Водовод, се финансирани и реализирани доволен број на проекти со кои е детектирана состојбата. Во сите наши проекти, значи проекти кои ги реализирал Градежен институт Македонија, во последниве 5-6 години ги има повеќе проекти, содржат дел истражување, содржат дел констатации. Добре, без описи, немам. Кратко, на крајот содржа дел препораки што треба да се направи. И тука застанува работата. Што треба да се направи? Депонијата Југохром има една многу несреќно избрана неповолна локација. Значи се наоѓа во втора заштитна зона на изворот Рашче,
се наоѓа во зона на прихранување на изворот Рашче, се наоѓа 100 метри до реката Вардар и се наоѓа 100 метри до Жеденскиот масив, за кој што велите да е карбонатна порозна и е сунгер всушност кој што ги впива сите. И сега имаме детектирано проблем, имаме одредено ниво на истражување и констатации, следниот чекор треба да биде превземање на конкретни активности за решавање на тој проблем. И тука сме застанати. Секако дека проблемот е историски, наследен, ги поминал сите влади, ги поминал сите премиери, но дојден е момент да направиме драматичен дисконтинуитет, а не да правиме байпас со пречистителни станици. Кога треба да се бара трајно решение. Да, во 2001 година се направени одредени санациони мерки, дренажен систем, бунарски систем и прочистителна станица, но во последниве 10 години, периодот од кој јас го следам тоа, повеќе од времето тој систем не работи, отколку што работи. Она што се налага во моментот е изработка на еден документ, конкретен, студија за техно-економски, технички можности за дефинитивно решавање на таа депонија. Владата тргнала со решение. Измена во Законот за заштита на животна средина. Сега ќе вовеле, како се вели, нов термин, управување со контаминирани подрачја. Мислам дека пак ќе создаваат некакви тела, комисии, се останато. Што му значи на проблемот? Дали уште ќе му се додаде дека влегол во категоријата контаминирани подрачја? Тоа е па својот живот што го поминал во овој период, една од најцрните точки. Не му е неопходен нов, сакам да речам, опис. Колку тоа што сега го имаме таму, во околности на потполно мирна природа и средина, може да не е опасно, но во околности на било каква елементарна непогода, може да биде директен ризик кој што ќе го препознаеме веднаш. Сега може би го контролираме проблемот. Ризикот е детектиран и препознаен. Значи нема потреба за дополнително препознавање на ризик. Сите експерти кои работеле на таа област воедно се согласни. На таа депонија не е местото тука. Таа депонија е сериозен ризик фактор за загадување на изворот Рашче. Јас лично чувствувам морална одговорност пред себе, пред струката, пред науката, пред фелата, пред идните генерации да го изнесам ова. И тоа е факт. И овој факт го знаат институциите. Не кажувам јас ништо ново. Ова е општо позната состојба. Дали негативната последица или штетното влијание ќе се случи во блиска иднина или во подалечна иднина е многу тешко да се прогнозира. Значи, може да не се случи наредните 50 или 100 години, но може да се случи во наредните 6 месеци или година дена. Значи, заклучокот е да се тргне на црта и да се тргне во насока на трајно решавање на проблемот со таа депонија. И не можам веќе да се замарам и не можам повеќе да слушам ваков закон, таков закон, контаминирано подрачје, неконтаминирано. Како може да не биде контаминирано подрачје со таа содржина што ја има депонијата и со тие резултати што ги имаме ние добиено од истражувањата во зоната на депонијата. Значи нема повеќе дискусија околу тоа дали е контаминирано или не е и дали е ризик или не е. Цртата треба да се тргне. Да, ризик фактор е, местото не му е тука и треба да се бара трајно решение. Значи трајно решение, долгорочно решение, трајно. Ова со дренажниот систем и колку да се доведе во исправна состојба, не е тоа трајно решение. Тоа е временно решение, делумно решение. Скопје се обидува да има резерва ако било што со Рашче во одреден период е проблем. И има неколку бунари на потегот Лепенец, Нерези. Кога ќе ги гледаме градските власти во намера дека мора да се очистат дивите депонии, тоа некако ми звучи како се вели, што значи диви депонии? Сите депонии се диви, освен таа за која законот пропишал каде се складира. Што можеме да направиме да поправиме сигурноста ако веќе сме загубиле трајно некакви ресурси? Скопје од подземните води користи околу 30-33
проценти. Може би поради состојбата со Вардариште загубила или е во ризик да пробува да ги користи исклучително вреден потенцијал на илјадници литри вода, кој сега поради начинот како е складирана, направена и конечно затворена Вардариште, не можеме да ги сметаме, броиме во главата како потенцијал кој што можеме да го користиме. Дали е важно да промениме културата во која ништо не алармираме, зборуваме дека имаме сила да ги контролираме работите, а не да направиме некаков коперникански пресврт на кој на проблемите ќе им погледнеме во очи, ќе се обидеме да се договориме да ги потрошиме милионите, сваќајќи дека инвестираме во нашата иднина. Што е за вас подобриот избор, рецептот? Ова дека институции постојано овдека малку спасуваат, овде малку спасуваат, онде малку спасуваат, или ни треба пресврт во тој тип на политики? Па не е дека ние само чекаме ситуацијата се влоши. Значи, години наназад нашата држава, градот Скопје, анализирал дека можеби во иднина растче нема да биде доволен и затоа се предвидуваат нови изворишта. Значи, предложени се неколку водотеци, конкретно Кадина река, Врело како подземен извор и уште некои бунари подземни во околината на Скопје. Така да постојат, значи, услови кои со континуиран мониторинг би дале реална слика со што располагаме. За жал, само спорадично се прават во моментов сите овие анализи и мониторинзи, за да можеме да речеме со сигурност дека во иднина од таму ќе се снабдуваме со вода. Затоа апелирам да се најдат средства за мониторинг, не само за квалитет на вода, него и за квантитет, односно за количини на вода, кои ќе ни дадат сигурност дека во иднина ќе имаме сигурен ресурс за водоснабдување, како за пиење, па и за други работи. Значи, секако треба да се рачуна на Врело, на Кадина река, кои се води кои доаѓаат од Солунска глава, значи од планината Јакупица, планина која содржи многу резерви на вода, планина која во моментов е истражувана од наши нуркачи кои се обидуваат да испитаат докаде све има потенцијал за вода. Затоа треба да се најде начин како да се поддржат сите тие мониторинзи и да речеме дека во иднина таму и таму сме обезбедиле ресурс кој ќе ни го продолжи користењето на водите за потребите на градот Скопје. Кога би требало да правите анализи, а во некакви различни прашалници комуницирате и формулацијата е правиме проценки за ризик. Да речеме, сите би сакале да го знаат одговорот, а тој да не биде во рамките на некаков виц каде ќе заврши на крајот морето од соседството и дали ќе дојде плажата на нашата граница. Но кога зборуваме за влијание на климатските промени, за да можеме воопшто да планираме политики во земјоделие, индустрија, се останато, кој тип на параметри и во каков временски период се неопходни, за да можете да утврдите инциденцата и некаде од прилика да можете да зборувате дека кога зборуваме за Македонија и последици во фаза на овие климатски промени пред некаквото стабилизирање, не знаеме во што ќе биде, Македонија ќе живее во две точки. И што е тоа во? Па пред се, вие спомнавте дека квантитетот не е проблем во Македонија. Ја тука не се согласувам затоа што е проблем, поготово рековме, нели, источниот дел на Македонија. Значи, ситуацијата со водите не можеме да ја дефинираме во моментов со точно, затоа што рековме немаме доволен квалитетен мониторинг. Меѓутоа знаеме со сигурност дека тој мониторинг треба да се изведува.
зборуваме за климатски промени, а како тие климатски промени ќе ги утврдиме, колку се влијателни на нашата територија, ако немаме повторно добар мониторинг. Значи, повторно се враќаме и повторно на мониторингот, за да знаеме колку количини на вода имаме, која ќе биде доволна, значи, за нашите потреби. И конкретно, потребите за водоснабдување, потребите за било која индустрија, повторно мора да биде дефинирана од страна на стручни лица кои ќе утврдат каде све има доволен ресурс за да може да се користи за сите потреби кои се бараат. Сосема лаички, дали ви е поблиску дека Македонија и незиното земјоделие треба да се подготвуваат дека ќе живеат неочекувани, поројни, интензивни дождови, или Македонија прилично брзо ќе треба да се подготвува дека ќе се доближува во околности кои се повеќе суша отколку шанса да одгледуваат тоа што сега одгледуваат? Па долги години се анализира. Значи, нашата управа постои официјално од 1947 година. И тие податоци ни даваат со сигурност да ни кажуваат дека водите не се, да речеме, со постојан континуитет. Тие одат во одредени циклични временски периоди, одат горе, доле. Значи, во еден период имаме многу вода, во еден период имаме малку вода. И секогаш кога имаме многу вода, зборуваме дека готово све, значи имаме доволно вода, не е проблем. За жал не е така. Значи мора да се истражи тоа доволно и да се укаже дека до сега, да речеме, ако сме биле во некој влажен период, едно 20 на години, во следите 20 на години ќе не очекуваат сушни години, меѓутоа во тие сушни години не очекуваат и одредени временски периоди со влажен период каде што ќе се јавуваат поројни поплави, поплави кои ќе прават проблем не само на населението кои живеат покрај реките, него и на земјоделието. Значи тоа што го зборувам е дека не е дека имаме доволен воден ресурс, него немаме доволен воден ресурс и така треба да се однесуваме. Затоа што кога во летниот период имаме малку вода, квалитетот на водите опаѓа. Овде ќе направиме втора пауза за реклами. Професоре Левков, дали од се што набројувате во врска со овие две езера, претходно не знаеме како го загубивме Дојранското езеро, тоа насилие што ја го правевме на природата, обидувајќи се да свртиме река како Сатеска директно во Охрид, обидувајќи се да си поставиме пумпи максимум за тоа што ни треба да се бавиме со земјоделие, сите други активности, тој тип на користење или злоупотреба на природата, ако можеме да го видиме во таков одговор на Преспанското, Охридското езеро, предпоставам на начин на кој што не можеме да го видиме во другите водни тела, е веројатно секојдневие. Но ние се уште мислиме дека понекоја од реките сосема чиста, сосема во ред, и тоа е што би се рекло на голо око. Ама кога зборуваме за автентичен диверзитет, веројатно зборуваме за повеќе мртво отколку во вистинска смисла сочувано од тоа што некогаш било запишано кај експертите дека ова е вредноста на оваа река, ова е вредноста на ова езеро, нешто друго е на третото. Состојбата моментално со реките е за нијанса подобрена, не затоа што ние сме превземале како држава одредени мерки, туку затоа што економијата ни пропадна. Односно, едно од најголемите загадувачи, како што се хемиска индустрија Велес, како што топилница Велес, како што е Охис, се затворени и нема испуштање на отпадни води. Например, хемиска индустрија Велес во минатото испушташе отпадни води кои беа некаде околу 1 милион пати над нормалната загаденост. Ще збориме за директен испуст во реката Враделиска, тоа го немаме. Но,
Оно што го велиме, постои време, ретенционо време, каде што живиот свет, за да ви се врати повторно во реката, потребно е релативно долг временски период. Во овој момент, еден од најклучните проблеми што го имаме се комуналните отпадни води. Во Македонија, околу 90% од комуналните отпадни води не се прочистуваат и директно се испуштаат во реката Вардар. Значи, ние кога збориме за Охридското езеро, кој што велиме со еден убав, прекрасен термин кој што се без канализација во 21 век. Да, што вика колекторски систем. Добро, тоа треба на народот да се каже дека тоа е канализација. Ние во 21 век, во делови од Охридското езеро немаме канализација, не колекторски систем, немаме канализација. Што би значило дека тие отпадни води директно се испуштаат во Охридското езеро. Не треба да бидете некој голем еколог, за ако се сеќавате дека пред 10 години сите камења на Охридското езеро беа голи, кога влегувате во Охридското езеро немаше некаква вегетација. Денес кога отидете во Охридското езеро е преполно, секој камен е преполн со една зелена алга која ви е најдобар показател на комунални отпадни води. И ако ги видите каде масовно се развива, тоа е во градот Скопје, градот Охрид, Струга, Пештани, таму каде што е најголемото испуштање на комуналните отпадни води. И исто така, ако поминете покрај река Вардар, мостот Близнаци, таму е главниот канал, иако имаме повеќе отпадни канали по должината на река Вардар, но таму не е главниот. Значи има се шири една благо непријатна миризба, која што во текот на вечерта е станува дури неподнослива. И ако направите, значи ние сме правили анализи на отприлика околу 500 метри од вливот на отпадните води, река Вардар, значи по сите возможни параметри се класифицираше како отпаден канал, не како природен воден екосистем. Реката Лепенец, исто така, на вливот во реката Вардар, се класифицира како отпадна вода. Повеќето од нашите реки што се, особено во долните текови, денес не го потребуваме терминот квалитетна вода, затоа што тоа ни укажува на ресурс. Јас колектно влегува во некаква категорија, а вие зборувате дека воопшто нешто што се вика економско искористување. Ние збориме за некаква дека ова надвор од категоризацијата, да. Еколошки статус кој што е со најниско можно ниво. Значи, голем дел од реката Вардар влегува во тоа, реката Брегалница исто така, реката Пчиња за нијанса е подобрена, за нијанса не за тоа што повторно ќе кажам се превземени чекори или одредени мерки. Тоа затоа што индустријата во Македонија полека, но сигурно се намалува. Ова сега теза кога индустријата замира, природната екологија ќе заживее, веројатно на онаа теза дајте да преживееме, дајте нешто да произведуваме, па кога ќе биде доволно добро, тогаш ќе се бавиме со екологија. Претпоставам безброј пати сте го слушнале тоа дека како едното со другото да не одат. Пред крај сме на емисијата, од вас барам директен одговор на една тема која мислиме дека сме ја затвориле, а може би има се уште потенцијали кои треба да го загрижуваат Скопје. Се тргнавме од Вардариште, го затрупавме, неговата историска приказна е можеби поужасна од сите овие други. Тоа е безмалку да направите базен, затоа што би требало за други потреби од 40 хектари да го ископате скоро до подземните води и всушност после тоа во таа дупка да правите депонија со години. Сега е затворена. Дали без физичко чистење на сето тоа колку и да е возможно, не знам, исцедоците кои влегуваат директно до подземните води, што може да се направи, дали е тоа точката во која алармантно мора еден град кој што е третина на Македонија да превземе чекори? Значи, во реонот на депонијата Вардариште, тоа аеродром, Лисиче, се наоѓаат по добрата половина на потенцијалите на огромен ресурс на подземни води. Таму имаме издан аквифер, акумулација на подземна вода со длабочина можеби до
до 200 метри. Издашност на поединечни бунари може да биде 150 до 200 литри во секунда во тој реон. Значи, тоа е исклучително добар хидрогеолошки потенцијал. Ова што го спомнавте, што се случило од периодот 63 до 94 година е ужасна работа. Да ископаш ти една дупка, да дојдеш до ресурсот вода и да го наполниш со ѓубре. Сите заштитни механизми природни се отстранети и е наполнето со ѓубре. Работевме студија за можни решенија на депонијата Вардариште. Според таа студија, требаше депонијата Вардариште да се пломбира, да се затвори од горната страна и да се направат една енергана која ќе го користи метанот кој се ствара во незе и ќе дава енергија за објектите, спортско-рекреативни центри, голф терени и така натака. Во голема мера ќе се реши проблемот, бидејќи нема да имаме површинска вода која ќе се исцедува и ќе понира преку депонијата и ќе навлегува во подземните води. Значи, прво што треба да се направи е тоа. И како втора фаза може да се превземат мерки за ремедијација на подземните води кои се загадени во таа зона. Но и таа работа стои. Значи, стои, како и со Југохром, како и тоа, сите крупни работи стојат. Може би се сериозни инвестиции, може би коштаат, но ништо не може да се мери со ресурсот на вода. Раштет дава преку 100 милиони метри кубни вода годишно која искористува Скопскиот водовод, а вкупниот капацитет е 150 милиони метри кубни вода. Значи, тоа е огромен ресурс и не треба никој да го става тоа во ризик. Време и момент кога треба да се превземат сериозни чекори. Без разлика колку и да коштало тоа, сите сме сведоци во минатото и од едни, и од други, и од трети влади, дека се реализирале голем број проекти. Еве, мене да ме прашате, можам да ви набројам најмалку 10 проекти кои се со помал приоритет и не се толку значајни колку проблемот со депонијата Југохром. Моето мислење, мојот став е дека прв и најголем еколошки проблем во државата е таа депонија. Може би некој нема да се согласи, мојот став е тој. И дојдено е времето за сериозни, може би радикални мерки по прашањето и на Југохром и на Вардариште. За почеток се надевам дека секоја политика знаеме дека чини пари околу тоа, треба да се концентрираме и разговараме од одговорна точка 1, точка 2, точка 3. Тргнуваме во ова, не тргнуваме во ова. Претпоставам дека да не беше медиумскиот притисок и притисокот на невладините организации и за линданот од Дохис уште ќе раскажувавме бајки, но еве некако малку тргна работата околу таа приказна. Јас вечера ви благодарам што бевте мои гости. Претпоставам ќе ве читаме со нови студии и одговори. Професоре Левков, се извинувам, не беше тенденцијата естрадно да го намали вашето научно значење, но повеќе дека понекогаш можеби кога се настапува во медиуми треба да се промени тонот за да се предизвика внимание, одговорност и респект за тоа што институциите го работат во прв ред од вашата област, вашата институција. Така, ние губиме нешто што е богатство. Готови сме само, еве бидете. Би сакал само, значи, последната мисла е дека ние не наследуваме, ние само позајмуваме од иднината. Јас благодарам на сите што бевте мои гости. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма и одгледајте ги вестите во 21:30. Пријатно.